До нас стигнаа вести за вашите поетски настапи во Шпанија. Што мислите, дали може модерната поезија да воспостави контакт со широките маси? Тоа за што ме прашувате туку што ви го објаснив. Верувам дека поезијата може да има огромен контакт со масите. За тоа е потребна апсолутна слобода. Слобода без цензура, една вистинска демократија, каде што на поетот ќе му се дозволи да го кажува она што сака и она што треба, разбравте? Но тоа без сомнение бара известни поетски сили, известни форми на дејствување и со тоа може да се постигнат големи работи. Може да се создадат големи контакти, ораториуми, големи поетски манифестации, онака како што правобитно било во поезијата. Верувам дека поетот што се чувствува способен да го стори тоа, треба да го стори. Но ако не го стори, не значи дека е полош или подобар поет. Но може би причината е во тоа што не знае да го стори. Но ако може да го стори тоа, ако има надареност во себе, ќе стигне на пат кој ќе вроди со плоди резултати во иднина. Но за тоа треба да има апсолутна слобода. Не можеш да бидеш слободен со полиција од една страна и со гвардија цивил од друга страна. Кога поетот го тепаат со пендрек, го затвораат и тој таму не може да стори ништо. Кога првпат сте чуле за фестивалот на поезијата во Струга? Преку Неруда слушнав за тоа првпат. Не знаев многу за оваа награда, но заради Неруда ја запознав. Повеќе знаев, зашто пред се јас сум графичар, графички сликар за биеналето на графики во Љубљана. Таа за мене е многу значајна, затоа што ми зборуваат дека ќе ме поканат. Но јас не се ангажирав многу околу тоа. А сега за оваа награда, за која повеќе чув деновиве од поетите од Македонија. Дојдоа да ме известат за тоа лично Матеј Матевски, Анте Поповски и други кои дојдоа во мојот дом во Рим, а други во Мадрид. А сега станувам позапознат со сето тоа и со поезијата на Македонија и читајќи многу работи се запознавам со првокласни народни поети, со фолклорот кој е навистина многу интересен и богат. Вчера на изложбата веќе видов дека Југославија е една прекрасна земја, богата со пејсажи и со византиско фрескосликарство. Имам желба да дојдам. Знам дека оваа награда ја добиле големи поети, ја добил Оден, Неруда, Лундквист, Монтали и уште многу, а годинава ја добивам јас. Sé que los premios lo tienen grandes poetas, se le han dado a Auden, se le han dado a Neruda, a Lumsvik y a Montale, y no sé quién otro, y este año me lo darán a mí, sí, estoy muy contento. Вие сте добитник на златниот венец на Струшките вечери на поезијата. Дали сте добили и други награди? Јас такви награди не сум добивал. Кога ја напишав мојата прва книга, Морнар на копно, за момент го напуштив сликарството. Кога имав 23 години ја добив националната награда за шпанска поезија. Ми ја додели познатиот и извонредниот почитуван од сите нас поет Антонио Мачадо. Сакам да се потсетам на најзначајните награди, кои не беа многу. Кога бев сликар и почнав со поезија, сакав да ме сметаат за поет, но повеќе за сликар. Расчистив со сомневањата кога ја напишав мојата прва книга поезија Морнар на копно, мислејќи на мојот Кадис, во време кога отидов да живеам во Мадрид. Таа моја прва книга ми обезбеди национална награда, која беше воспоставена за прв пат таа година. Прв пат во Мадрид, во Шпанија имаше награда со такво значење. Во жирито беше Антонио Мачадо и ми ја доделија првата награда мене, а втората на големиот поет од мојата генерација кој се вика Херардо Диего. Па, по таа награда, најголемата награда врзана за мирот е наградата Ленин,
koja je dobiv u 1960. godina. Poslije je dobiv nagrada Taormina, mnogo važna i značajna nagrada, zašto je dobile poznati poeti, što odigrale značajna uloga vo svetskata poezija, kako što se Dylan Thomas, Jorge Guillén, isto tako Guarete, Quasimodo i drugi. Potom dobiv nagrada kako slikar grafičar na petata rimska izložba na figurativni umetnosti. Ista ta godina je dobiv i nagradata Lenin kako grafičar. A sega jedna od najvažnijih te nagradi ki bide ova vašata od Makedonija. Imam i drugi pomali, obični, skromni nagradi, vo koji verujem i ponekogaški primam, zašto vo zemite ili selata kada što mi gi nuda, tuka u Italija bea plenovački. Imam serija nagradi kako, na primjer, bronzena diva svinja, srebrena diva svinja, San Valentino, ne znam od što, kambanata ne znam koja, klučotna ne znam koja porta i jedan medal ne znam od kogo. To se mali nagradi za koje imam golema ljubav. Sega golemi nagradi mi se nagradite Lenin, ona za literatura Taormina i sega vašata. Je očekujem se netrpenije, iako nikogaš ne sum bil golem ljubitelno nagradi i nikogaš ne mi interesirale. Godinava za malko ke ja dobijev Nobelovata nagrada podeljene so Vicente Alessandre, bija delal so moj intimen prijatelj od mojata generacija, no od politički pričini, poradi jedna partija smetena za opasna, nagradata ne mi je dodeljena, ne je važno. Lo iban a haber compartido con Vicente Alexandre, gran poeta, amigo íntimo mío de mi generación, pero al fin, por cuestiones políticas, puede ser que por eso de haber sido diputado de un partido llamado Peligroso, el premio no se me dio, pero no importa nada. Покрај поезија, вие се занимавате со сликарство. Кои се сличностите, а кои разликите меѓу овие две уметности? Za mene v ovoj moment razlikata je vo izrazovanjeto. Eden slikar slika so drug materijal. Eden pisatelj go pravi toa so pero, to može da go pravi so usta, so raka, so noga. No jaz bev slikar do 23. godina i продолжив да бидам сликар без да сликам. Тогаш се вратив на сликарството во 40 и некоја година, зашто чувствував голема носталгија за мојата прва инвокација. И напишав една книга, денес многу позната под името За сликарството. Таа е еден вид поетски приказ на сликарството и затоа му се вратив. Се вратив повеќе од се да бидам графичар. Се вратив пред се зашто се интересирав за работа која ме привлекувала уште од мали нозе, да бидам сликар на зборовите. Рембо зборувал за боите на вокалите, а јас како дете без да имам поим за тоа, ми се чинеше дека зборовите имаат своји бои, дека зборовите според слоговите, според акцентирањето прават еден графикон, како што е на електрокардиограмот. Тогаш почнав да ги сликам зборовите. Имам некои цртежи направени во тоа време, кога ја приредив мојата прва изложба, работи кои се навистина авангардни. Затоа што нацртав такви слики, сакав да ги насликам зборовите, стиховите, слоговите. Затоа вчера, кога дојдов на вашата изложба, му одадов почит на Кирил, зашто и тоа е, како што јас себе се нарекувам, еден лирикограф. Свети Кирил е еден лирикограф кој открил извонредни работи, една графика која на прв поглед не се разбира, но е извонредна. Така јас сум кирилијанец и многу би сакал да ја посетам неговата татковина, која има големо значење за графиката. А и разликата меѓу нас не е многу голема. Јас гравирам и ги пишувам моите песни на ист начин, а понекогаш ги мешам моите цртежи со мојата поезија, како што прават кинезите. Кога ги мешам песните, тоа не изгледа како јапонски калиграм, како што срцето мора да изгледа како срце. Кај мене тоа е сосема подруго. Тоа на некој начин е визуелна поезија, но не толку шематска како визуелната поезија. Јас пишувам директно за гравирање или гравирам за пишување. Јас сум постигнал еден спој на овие две работи, кои не можев да ги направам кога бев помлад. Немав можност, ниту пак искуство, за да го направам тоа тогаш. Y entonces yo a veces escribo directamente para grabar o grabo para escribir y he hecho una unión, una ligazón de las dos cosas que no pude hacer cuando era tan joven, no tuve el talento ni la experiencia como para haberlo hecho entonces. Ahora lo siento porque me pasé sin pintar, sin dibujar bastantes años, pero ahora estoy contento porque me quedo tranquilo por ambas partes. Así que...
Сакате ли да нацртате нешто за нашите гледачи? Yo con muchísimo gusto puedo Со најголемо задоволство. de las firmas Можам que да yo ви hago, yo нацртам firmo еден siempre цртеж. Цртам haciendo фигури кои diversas понекогаш figuras ги que зголемувам. hago palomas, Цртам hago гулаби, guitarras, гитари, мали ахти, desnudos, сирени и друго. sirenas, etcétera. Pero yo ahora puedo Сега можам hacer да una нацртам гулаб, en grande, гулабица. una paloma, una colomba. Овој цртеж им го посветувам на моите пријатели, поети од Македонија. А сега да ви покажам нешто што сум го насликал. Ова се мои гравури направени во олово. Малку луѓе го прават тоа. Со тоа работи еден голем италијански скулптор Мастројани и јас. Тоа е тешко да се направи затоа што оловната плоча е тешка, но е податлива. Не дава бела боја, се е сиво, овде е зелено, а овие точки што ги гледаш се од хартијата. Потоа следи отпечатувањето, кое не секогаш дава исти резултат. Тоа е една сериграфија која во многу се разликува. Тоа е еден музички пейсаж составен од замислени планини, музички ноти, а белото е хартија. Сето тоа бело е извадено рачно со помош на светлина. Ова е куќата на Штурецот, а ова е една од најинтересните и најпознатите гравури кои веќе сум ги завршил и кои веќе се продадени. Направивме само 40. Тоа е куќата на утовите. Тоа е многу тешко, бидејќи на олово скоро никогаш не се работело во боја. Секогаш се работело на олово врз сива основа, симнувајќи ја белата боја. А сега во соработка со една италијанска печатница имаме намера да ги пренесеме боите на една плоча со бело од хартија. Ова даде многу интересни и многу мистериозни резултати. Оловото содржи известно очарување, известна мистерија, кој за луѓето што никогаш не го виделе представува известно изненадување. Italiana que se llama Adriana, intentamos hacer los colores en una sola plancha, con los blancos del papel, y está dado un resultado muy interesante y muy misterioso. El plomo tiene cierta fascinación, cierto misterio, que para la gente que no lo ha visto nunca causa cierta sorpresa. Este es también es И ова е направено во олово, еден мал акт, еден мажијак. Y aquí una de tantas imágenes. А овде е една од многобројните слики со бикови. Yo que tengo Јас сум како средновековен калуѓер, видовњак. Сакам да создавам книги. me gusta mucho Бидејќи ја обожавам калиграфијата, сум создал доста книги последниве години. y he hecho ya bastantes. Последниве книги му се посветени на Гарсија Лорка, кој ми беше како голем брат. Секогаш му оддавам многу почит. Ова е последната што сум ја направил. Тоа е циганскиот романсеро. Овде е уводот кој зборува за тоа како се создал романсеро, а потоа следува една серија илустрации. Ова е идеализираната слика на Федерико, потоа следува месечевата романса со 18 гравури и 85 винјети. Тешко може да се најдат, но се многу убави. Ова е калганска калуѓерка, а ова е неверна жена. Ова е архангелот Михаил, ова е архангелот Рафаел, а ова маченицата Олаља.
тоа е значи една голема работа. Ќе бидам нескромен и ќе речем дека се во ова во Шпанија има голем успех. Yo no soy muy humilde que digamos, está teniendo mucho éxito en España. Ese es el martirio de Santa Olalla, la que le cortaron. Ова е мачеништвото на Света Олаља, она на која и ги секле градите. Ова е романсата на Дон Педро на конј. На крајот една моја многу позната балада на оној што никогаш не бил во Гранада, што ја сочинува другата книга што ќе ја видиме. И јас никогаш не сум бил во Гранада. Федерико Гарсија Лорка секогаш ме канеше да одам во Гранада. Јас не отидов, него го убија, а јас уште не сум бил во Гранада. А сега, за помалку од 15 дена, може би ќе одам во Гранада. И оваа книга е посветена на Гарсија Лорка, исто така направена со истата процедура како литографиите. Овие сериграфии се изворедно направени. Мои песни спомешани со песните на Гарсија Лорка. Расфрлени негови стихови, расфрлани мои стихови. Ова е многу убаво, многу едноставно. Се во 3 бои, како дрва. Јас сум кинеско-арапско-андалузиски поет и оваа книга доживеа голем успех. Подсетуваат на кинеските предмети, како што ја правел азбуката Свети Кирил. Затоа многу сум среќен што ќе одам во една земја која има еден патрон што е калиграф како мене. Има многу работи кои не сакам да ми се оштетат, затоа што се многу убави и многу деликатни. А еден од последните е прекрасен. Ова се чудовишта, чудовишта на смртта, на кои Федерико Гарсија многу мислеше. Федерико зборуваше многу за својата агонија. Федерико имаше голем немир и остави стихови кои секогаш личеле на предскажувањето на неговата смрт. И ова се чудовишта, чудовишта на неговата поетска мисла. Ова е крајот на мојата книга. Добро изработена и отпечатена овде во Италија. Ова е Гранада. Насловот е мојот. Никогаш не сум бил во Гранада. Ова се 2 примерока од двете последни книги посветени на Федерико Гарсија Лорка. А сега следи една голема книга на еротски песни. Диалог меѓу Венера и Приам. Направена во сите техники на гравирање, но имам многу запоставено. Правам исто така една друга голема книга. Мапа со 8 литографии посветени на 4 годишни времиња. Пролет, лето, есен и зима. Ова е моето графичко поетско дело и во него секогаш оди цртеж со збор и збор со цртеж. Многу сум среќен што го снимате се во ова и дека во Југославија ќе бидат запознаени со оваа работа и со тоа дека постои еден поет полн со трпеливост и со време, иако живееме во време на постојан немир, поет кој се уште е способен да црта како Калугер од 12-тиот век.
Ти си тоа што минува, вода што ме носи и остава пак. Во браноите барајте ме. Тоа си што вратка нема, ветер што во сенка се смирил и кренал, во снеговите барајте ме. Тоа ништо што не знае, одронета земја в молчење што чмае, во ветерот барајте ме.